Edukacija. Profesionalnost. Bezbednost. Srdečnost. Najdobriji instruktori. Obuka su novi vozom. Popust za plakanje gotovo. Najdobri uslovi za plaćanje na račun. Najnova visokotehnička informatička oprema. Besplatni doполнителни časovi. Najmoderni prostori. Obuka za site kategoriji A, B, C, E i D. Jednostavno najdobri. Darko TT. Кабелнет телевизија ја пушти во употреба новата оптичка мрежа. Од сега, струмичани со најдобар интернет во Македонија. Infinity пакети со оптички интернет од 15, 20, 30 и 50 мегабити со неограничен сообраќај. Она што кај другите оператори е најдобар, кај нас е основен пакет. Со фиксната телефонија на Кабелнет можете да разговарате бесплатно со Струмица, Скопје, Прилеп, Куманово, Кавадарци, Битола, Радовиш или едноставно со цела Македонија. Кабелнет телевизија ви нуди и следење на над 100 телевизиски канали и најголем избор на HD канали во Македонија. Сето тоа по екстра поволни цени. Кабелнет и Неткабел од Струмица за Струмица. Добродојдете во денешното издание на емисијата Шанк. Овде на нашиот Шанк имаме гостинка, а се работи за таа гостинка е Лилјана Каракашева. Здраво, живо, како си? Браво, добро ви. Супер. Инаку причината поради која што таа денес е во нашата емисија Шанк е еден настан кој што ќе се случува во понеделник на 28 август во 20 часот во амфитеатарот, така ли? Да. Зашто настан станува збор? За мој прв солистички концерт. Да. Сега заврших 4-та година, па реших да правам солистички концерт, да покажам што сум научила до сега. Значи, малку повеќе зборуваме за овој настан во текот на емисијата, најпрво ајде да почнеме вака од почеток, заврши сега 4-та година. Да. Значи, каде беше тоа? Во Штип, во домот Сергеј Михајлов. Да. Започнав овде основна нижа. Да. Од мали нозе со виолина. Да, од второ одделение поточно. Да, во Боро Џони. Кој ти беше професор во Боро Џони, ајде да го спомнам? Па солфеш и теорија ми беше Кирил Лазаров, па преминав кај Јана Тимова, а виолина господин Лазаров, така наречен Гогич, потоа кај Костадинка Босилјанов. Јас како што слушнав во овој неофицијален дел од разговорот позади камер што се вели, им каже дека и твоите родители, тоест твојот татко, исто така свирил на виолина. Да. Дали тоа значи дека токму од него е исцрпена таа љубов према виолината или за нешто друго станува збор? Па, мојот дедо, татко ми татко, имаше голема желба јас да почнам да учам виолина. Он ме запиша, немав од мала некоја огромна желба, ама со текот на времето ја заскав и ден денеска сум се уште со неа. А каква е таа виолина сега? Баш ме интересира. Ево да кажеш некои основни работи за виолината, иако и јас порано исто така музицирав, ако може така да се каже, на виолина, меѓутоа тоа беше многу одамно, пред 150 години. Има 4 жици, како е за оние кои што, например, знаат за виолина, меѓутоа не знаат како кои основни перформанси ги има за да звучи виолината, тоест да произведува звук. Да. Ова виолина е рачна изработка. Имам друга виолина која е фабрички. Која е изработка? Па не знам, пошто ми е земено од друго дете и не знам баш од дека... Некој од наш македонец или? Мислам дека не. Немам точни информации. Има 4 жици, ЕАДГ. Има ли со повеќе жици, или? Не. Се со 4, затоа што знам гитарата, бас може да има и повеќе. Да, гитарата е со 6. Да, меѓутоа еве сега ги комбинират со повеќе. Не сум сретнала јас лично. Виолина со 4 се сите. Да.
има електрични, ја знаеме Костадинка која што исто така Ончева која што свири на електрична. Да, имам и јас исто. Сега започнах со електрична. Гудало. Гудало, да. Гудалото е составено од... Има различни гудала, од дрво, од секакви. Има струни на него, тоа е поточно коински влакна. Се мачкат со калафониум. Ако не се намачкани, не може да се свири. Не може да произведе звук. Да. Ето една мала едукација за сите оние гледачи кои што не знаат за виолината ништо, ево слушна некои работи, што и како таа функционира. Значи имаш и електрична виолина. Да. Дали тоа значи дека можеби ти ќе правиш некоја комбинација со некој наш диџеј? Па сега за сега не сум размислувала за таа варијанта. Меѓутоа нема ли некоја понуда? Затоа што знаем дека во Струмица веќе ги имаме и Да, кока. може да се направи понатама. Нешто. Сега сум зафатана со други обврски. Да, се заврши Понатама, четврта да. година, се запише и на факултет. Факултет. Ајде да се Да, повторно на виолин. универзитетот Гоце Делчев во Штип. Повторно во Штип. Цел живот во Штип. Не, 4 години еве, уште 4-8 да. години во Штип. После ќе Се надеваме дека можеби потоа има магистратура и така натаму. Тоа не Планирам, е да, тоа во да. Скопје ќе му дојде. Да. Можеби во некоја соседна земја од нашите. здрави. Си била предходно еве на некои настапи, да бидеш дел од некој оркестар и така натаму. Да, во оркестарот на Дамут Сергеј Михајлов бев. Бев тука во нижото, во мал оркестар, но не се оформи. Прекина за скоро време. Тоа беше пред колку време? Па 7-8 деление. Значи многу оддамна. Да, пред 5-6 години, може повеќе. Сме учествували на многу настапи, сме биле за Турција на концерт, во Штип сме одржувале концерти, тука сум свирела на многу настапи на Open Fest веќе 3-4 години. На Open Fest си со од гимназијата што настапува или? Не, една година бев со вечер на поезија. Значи во оној другиот дел од Струмица Open Festival. Да, па 3 години бев со летната школа за гитара.
Значи си бил кај Васко Пиличев. Да. Беше гостин токму на Уишан. Им промовиравме оној негов настан на летна гитара, летна школа за гитара. Таму гитара, а ти виолина. Виолина, да, една година бев со гитара и аз. Знаеш да свириш гитара? Да. Дали тоа значи дека ако знаеш на еден жичен, знаеш на повеќе? Па гитарата е по моја желба за релаксација повеќе. Клавирот ми е задолжителен предмет, школото во средното и морах да го изучувам. А гитарата е Значи без клавир ништо не правам. Да, тоа што се вика, да, интонација и се склоп на клавир. И ајде сега да се вратиме на она основа за кое што еве и е повод на овој разговор на нашиот чанка, тоа е наставот ќе кажем уште едно што ќе се случува во понеделник во 20 часот во амфитеатарот, се работи за твојот прв солистички концерт. Прв. Главна ќе бидеш на таа вечер, така ли? Во амфитеатарот влезувате слободно Слободен, да. и ќе имаш и гости кои се тие, што ќе се случува. Гости ќе ми бидат Сања Димова, соло пеење, Иван Кукич бас гитара, Кристијан Николов класична гитара, колега од Штип, и Христијан Панајотов исто така колега од Штип, он ќе е пијан, клавир. Тој свиреше гитара, сега пијано, браво, ама задолжително е пијано, така да знае да свири. Да. Ќе го отворам и аз мој концерт. Прилика колку време ќе трае? Саат и пол. Значи околу 90 минути, Да. зависи од публиката, не? Да. Зависи. Колку Така ми е композиции се програмата. спремни да се подсвират? Јас имам спремано 5, од кои траат по 15-20 минути. Значи доста Може, да. долги. Од секој гостин по 5-10 минути да одзема време и тоа. А гостите сами ќе настапуват или нешто како заедничко Сами, програма? сами, Сите да. сами? Да, јас да Сите сами? марам. Значи ти тој период да го искористиш да се спремиш за наред. наредната Композиција, песна да. која што ќе биде песна. Композиција. Се извинувам, песна е нешто друго. Добро се јас не сум Да. стручен за таа работа, меѓутоа еве се поправувам. Значи тоа ќе биде во понеделник во 20 часот во амфитеатарот. Ти од Да. кога еве таа желба да го направиш тој концерт ме интересира? Од кога почнах да свирам виолина, имах желба да направам солистички концерт. И сега моментално се осетих доволно спремна за да започнам со нешто. Значи сега Ново. го осети правиот момент дека може тоа да се случи. Да, имам доста трема, па така можем да ја на некој начин се овладам. Ама секој тремата некој знаеш на почеток кога има таа трема, таа се нарекува позитивна трема за добар настан. Позитивна, понапати негативна. Добро сега, не мора да значи, меѓутоа може би одреден период, но потоа ќе се Да, опуштиш и ќе биде. па со тек на време, со повеќе настапи. Па како вели Васко Пиличев во нашето интервју, треба да ги пуштиш во оган за да Да, се научат да бидат Точно. навистина музичари, Да. да бидат пред публика, тогаш ќе знаат навистина како навистина да станат виртуози на инструментот на кој што еве свират. Тоа значи дека ако завршиш 4-та година, сега после 4 години факултет, значи ќе има нов солистички концерт или не мора тоа да значи, тоа ќе биде само да видиме што ќе се случи, па понатаму ќе видиме како ќе Ќе одпланува. видам што ќе се случи, па со тек на време ќе си дојдат на своје место работите. Ајде уште еднаш јас ќе ги повикам гледачите еве пред да ставиме точка на нашиот разговор и на твоето гостување на нашиот шан кој е празен за жал, меѓутоа такво е сега, што да правим, такви се времењата, не е до нас. Значи да кажем уште еднаш дека во 20 часот во амфитеатарот во Да. понеделник на 28 на сам ден Богородица. Убав ден, да. Да, убав ден. Имате можност сега да уживате во една навистина интересен настан, кој што ќе го предводи Лилијана Каркашева. Се работи за солистички концерт, виолина и неколку гости кои што исто така ќе бидат пратни на тој настан кој што ги спомнавме во претходниот дел од разговорот. А за крај, еве, јас ќе ги оставам гледачите да уживаат со една твоја интересна композиција, зашто ќе станува збор, еве, што ќе биде тоа што ќе За послушаме? една од омилени балада, Сет Роменс, и може да слушнете. Да, еве јас Зашто ќе ги се оставам зборува. гледачите да уживаат, а воедно со тоа нека им биде и интро да дојдат на твојот настап Да. во понеделник во 20 Кој часот. може Да. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од нашата емисија, Шаки, ти посакувам многу успех и се гледаме нареден пат. Благодарам.
Thank